Дали сметаш дека као млад човек твојот глас некогаш бил погрешно сватен или неслушнат? Па мислам како млади луѓе не сме доволно слушнати, особено кога зборуваме за некои општествени проблеми, а ова особено се однесува кон младите девојки и жени, затоа што нашите искуства, нашите мислења честопати се минимизираат или пак не се доживуваат како нешто сериозно. Затоа понекогаш се чувствуваме како безнадежни, дека треба заеднички да делуваме колективно и дека само на тој начин ќе направиме некоја позитивна промена. Каков наратив и каков разговор смислаш дека недостасуваат во нашето општество? Па недостасува искрени меѓусебен разговор, што ќе не води кон креирање на заеднички иницијативи, додека од другата страна недостасува наратив кој ние самите ќе го креираме и повеќе ќе се фокусира на нашите заеднички точки отколку на нашите разлики. И дефинитивно дел од наративот што ни недостасува е наратив што ние као млади самите ќе го креираме, наместо да ни е наметнат од надвор. Дали мислиш дека кога слушаме други мислења и искуства, слушаме само за да одговориме или слушаме за да разбереме? Па мислам дека ова ќе звучи како клише што ќе го кажам, дека честопати слушаме само за да одговориме, а не всушност за да разбереме. И ова е особено кај нас во нашето општество кое што е поделено и поларизирано. Честопати ние веќе доаѓаме однапред со некакви ставови и не сме отворени да слушнеме нешто друго, нечија туѓа перспектива. И затоа мислам важно е да кога слушаме да навистина да го слушнеме другиот што има да каже, дури да не се согласуваме со него. Дали сметаш дека прифаќањето, помирувањето и солидарноста се важни во нашето општество и дали ги забележуваш кај младите луѓе? Па солидарноста, помирувањето и прифаќањето се клучни за нашето посттранзиционо општество да може да оди напред. И од една страна гледам позитивна промена кај дел од младите, поради тоа што се спремни да влагат во меѓусебни разговори, но од друга страна има дел од младите кои поради фактот што се угнетени и попаѓаат под различни пропаганди, влијание и предрасуди, не се спремни да го остават минатото во минатото и да се движат кон некое заедничко општество. Кои сметаш дека се најголемите предизвици за младите денес? Сметам дека тоа се економската несигурност и таа безнадежност која што ја чувствуваме како млади луѓе, дека нашиот глас не е доволно слушнат. Исто така недостасуваат и простори каде што ќе може млади луѓе од различни заедници да се сретнат, да ги споделат своите мислења, своите искуства, да градат солидарност и да градат заедничка иднина.